Евангелие според Марко, 12 глава. И почна да им говори во параболи. Еден човек насади лозје и го загради со ограда, па ископа бунари со зида кула, им го предаде на лозарите и си отиде. А кога дојде времето, испрати ке лозарите слуга, за да го прибере од нив родот на лозјето. Но тие го фатија слугата, го натепаа и го испратија со празни раце. И пак испрати кај нив друг слуга, и го нападнаа со камење и му ја расцепија главата, па го пратија посрамен. Испрати и друг, него пак го убија, и мнози на други, едните ги натепаа, другите ги убија. А имаше уште еден син, кој му беше возлюбен, па го испрати најпосле него кај нив велејќи: ќе се застрамат од сина ми. Но лозарите си рекоа меѓу себе: овој е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. И го фатија, го убија и го исфрлија надвор од лозјето. Што ќе направи пак господарот на лозјето? Ќе дојде и ќе ги погуби лозарите, а лозјето ќе го даде на други. Зар не сте го читале ова во писмото? Каменот што го отфрлиат зидарите стана камен темелник. Од Господ е тоа и чудесно е во очите наши. И сакаа да го фатат, но се исплаши од народот зашто разбра дека за нив ја кажаа параболата. Па откако го оставија, си отидоа. А пратија кај него некои од фарисеите и од иродовците за да го фатат на збор. Тие дојдоа и му рекоа: Учителе, знаеме дека си вистинит и дека не се плашиш од никого, зашто не гледаш кој, туку вистински поучуваш за патот Божји. Треба ли да му се дава данок на царот или не? Да даваме или да не даваме? А тој, знаејќи нивната лицемерност, им рече: Зошто ме искушувате? Донесете ми еден денар и да го видам. И тие донесоа, па им рече: Чиј е овој лик и надпис? Му рекоа: На царот. Тогаш Исус им одговори и рече: Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. И тие му се восхитуваа. Дојдоа и кај него и садукеите, кои велат дека нема воскресение, па го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсей ни напиша: ако некому умре братот и остави жена, а деца не остави, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека го подигне потомството на својот брат. Беа 7 браќа. Првиот зеде жена и кога умре не остави пород. Неја ја зеде вториот и умре, но и тој не остави пород. Исто така и третиот. Ја зедоа сите 7 и не оставија пород. По нив умре и жената. При воскресението пак, кога ќе воскреснат, на кого од нив таа ќе биде жена? Зашто 7 ја имаа како жена? А Исус им одговори и рече: Зар не се лажете, бидејќи не ги познавате ниту писмата, ниту силата Божја? Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку се како ангели на небесата. А за мртвите, дека ќе воскреснат, не сте ли читале во книгите на Мојсей? Како му рече Бог кај капината велејќи: Јас сум Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Јаковов. Но тој не е Бог на мртвите, туку Бог на живите. Вие пак многу се лажете. Тогаш пристапи еден од книжниците кој ги слушаше како се препираат и откако виде дека Исус им одговараше добро, го запраша: Која е прва од сите заповеди? А Исус му одговори: Прва од сите заповеди е: Чуј, Израиле, Господ Бог наш е еден Господ. Затоа, возлюби го Господа твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа, и со сиот свој разум и со сета своја сила. Ова е првата заповед.
а втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед поголема од овие нема. Книжникот му рече: Добро, учителе, право кажа дека Бог е еден и дека нема друг освен Него, и дека да го љубиш со сето срце и со сиот разум и со сета своја душа и со сета сила, и да го љубиш ближниот свој како себе си е повеќе од сите сепаленици жртви. Исус пак, кога виде дека умно говори, му рече: Не си далеко од Царството Божјо. И никој повеќе не се осмелуваше да го прашува. И кога одговараше Исус, поучувајќи во храмот, рече: Како тоа книжниците велат дека Христос е син Давидов, кога самиот Давид кажа преку Светиот Дух: Му рече Господ на мојот Господ: Седи од мојата десна страна, додека не ги положам твоите непријатели за подножје на нозете твои. И така, сам Давид го нарече Господ, откаде тогаш тој му е син. И многу народ го слушаше со задоволство. И им рече потоа во својата полка: Чувајте се од книжниците, кои сакаат да удат во долги облеки и да ги поздравуваат по улиците, да имаат предни седишта по синагогите како и први места на гозбите. Тие што ги подјадуваат домовите на вдовиците и лицемерно долго се молат, ќе бидат потешко осудени. Па седна Исус проти ризницата и гледаше како народот пушта пари во неа. Мнози на богати пуштаа многу, и кога дојде една бедна вдовица, пушти 2 лепти, што изнесува 1 кудрант. А Исус, откако ги повика учениците своим, рече: Вистина ви велам, дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите, што пуштија во ризницата. Зашто сите пушти од својот вишок, а таа од својата сиромаштија даде се што имаше, целиот свој имот.